Ниските температури, снегот и мразот можат да создадат опасни услови на патиштата кои бараат повнимателно возење заради осигурување безбедност на сите учесници во сообраќајот. Ваквите неповолни временски услови влијаат врз многу аспекти на возењето и е од особена важност е подготовката и на возилата и на возачите за возење во зимски услови. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот и патиштата со совети за возење во зимски услови, на што најмногу да внимаваат возачите за нивно безбедно патување. Снегот на патот создава страв кај возачот, бидејќи возачот чувствува дека автомобилот не одговара на командите и дека врската со асфалтот е слаба. Изгавото време во градското возење не е толку опасно за учесниците во сообраќајот, а брзините се многу мали и единствената последица би можела да биде материјална штета. Меѓутоа, на отворен пат треба да се биде внимателен, бидејќи при директен судар последиците може да бидат фатални. Безбедносниот појас мора секогаш да е заврзан, зимски губи мораме да имаме, задолжителни се на сите 4 тркала со длабочина на шарата до 4 мм или доколку немаме зимски гуми, треба да се има синџиви, ланци кои ќе се стават на погонскиот дел на летните гуми и таа шара повторно да е 4 мм. Значи задолжително носење на зимска опрема подразбира или зимски гуми или доколку ги немате зимските гуми да носите синџиви. Значи не морате да носите синџиви ако имате зимски гуми. Не е лошо секогаш кога одите на пат првин да внимавате на брзината, на условите на патот, бидејќи запирачкиот пат е многу подолг од што е оној кога е суво. Значи има излизгувања. Ниски температури се. Секогаш требате да имате покрај зимската опрема со себе мала лопата, малку песок, стара крпа за бришење, метличка за чистење на снегот на стаклата, спреј против замрзнување на стаклата, спреј на брави. Тоа е во однос на она тргање на пат или тргање да одите од точка А до точка Б. Секогаш 10 минути порано влезете во возилото, за да можете да го прилагодите, да го запалите, да ги изчистите замрзнатите места, бидејќи се минусни температури и веќе сме сведоци на одредено мрзнење надвор, па имаме и проблем на замаглени возила, ветробрански стакла и останато. Втората работа што е многу важна, техничката исправност, секогаш треба да имаме резервно гориво во случај да има застој во сообраќај, антифризот да е проверен. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот и патиштата уште еднаш потсетува дека безбедноста во сообраќајот зависи од секој од нас и доколку сите бидеме внимателни и одговорни во сообраќајот и ги почитуваме сообраќајните правила и прописи, тогаш бројот на сообраќајни незгоди и бројот на загинати и повредени лица во сообраќајни незгоди значително ќе се намали.